Во Чикаго, Илиноис, во предградие на Бриджвиу, познато и како Мала Палестина, им се служат производи од арапско кафе на палестинските американци во локална продавница. Каде и да одите во оваа област, гледате луѓе кои се муслимани. Диана Отман предава во локалното исламско училиште и често ја посетува продавницата. Најважното прашање за Отман оваа изборна година е завршување на војната меѓу Израел и Хамас, терористичка група означена од САД. Војната започна со нападот на Хамас врз Израел минатата година, во кој загинаа 1200 луѓе и беа киднапирани 250 лица. Во израелската контраофазива загинаа повеќе од 40.000 палестинци, голем број што Израел вели дека вклучува илјадници милитанти. За да го добијат мојот глас, ќе морам да видам посветеност за итно ставање крај на геноцидот. Многумина во Мала Палестина ја делат загриженоста на Отман. Округот Кук, Илиноис, што ги опфаќа Чикаго и Бриджвиу, ја има најголемата палестинска заедница во државата. Илиноис е дом на околу 475.000 муслимански американци, околу 3,7% од вкупното население. Тие сочинуваат значително малцинство во Илиноис и имаат тенденција да гласаат за демократи. Табита Бонила е професорка по социјална политика. Малку е веројатно дека во Илиноис тие ќе променат избори, но во држава како Мичиген се проценува дека се околу 200.000 муслимански американци кои гласаат. И само за споредба, јазот меѓу републиканците и демократите на последните избори беше 150.000 луѓе. Ако сите 200.000 муслимански американци решат да не гласаат или да не гласаат за демократ, тоа навистина би можело да направи разлика во одлучувачката држава како Мичиген. Тие се луѓе во Мичиген кои од прва рака го знаат влијанието на бомбите финансирани од Америка. Лейла Елабет е политички организатор на заедницата во Мичиген и сестра на конгресменката Рашида Тлаиб, американка со палестинско потекло. Сакаме да го смениме курсот на актуелната политика и да усвоиме политика која ќе спаси палестински животи и ќе стави крај на окупацијата на палестинците. Муслиманската заедница не само во Мичиген, туку и во речиси секоја сојузна држава е поактивна, поинволвирана од кога било досега. Кит Елисон е актуелен главен правобранител на Минесота и беше еден од првите членови на Конгресот на САД со муслиманско потекло. Муслиманско-американската заедница има посилни политички мускули отколку што имала досега. И е гласна. Диана Отман вели дека сака да има други опции на гласачкото ливче. Чувствувам дека мнозинството од луѓето во оваа област не сакаат да гласаат за демократи или републиканци. Советот за американско-исламски односи проценува дека повеќе од 2,2 милиони муслимански американци се регистрирани да гласат во САД оваа изборна година. Тоа представува зголемување за повеќе од 1 милион од конгресните избори пред 2 години.